Запален автомобил, писма и јавување со смртни закани присила за поднесување на оставки. Раководството на Сојузот на стопански комори алармира дека е под сериозен притисок и закани по нивниот живот. Председателот на ССК Трајан Ангеловски денеска јавно алармираше дека веќе извесен период биле под континуирани закани. Заканувачките пораки биле кон нив и до нивниот имот од засега непознати сторители. Освен личните закани на Ангеловски и на извршната директорка на ССК Христина Стојановиќ е запален автомобилот. Станува збор за телефонски закани, станува збор за закани упатени преку писма и ноќеска изминатата ноќ во 1:30 часот е запалено возилото на нашата извршна директорка, кое е во директна релација со претходното писмо, каде што на еден експлицитен начин се дадени рокови, ултиматуми, како треба да се однесува, како треба да постапи. Ангеловски рече дека заканувачите му кажале подитно да си поднесе оставка, откако што му било речено здравствени причини, за на негово место да застанел друг човек. Случајот, рече, веднаш бил пријавен во полиција. Не чувствувам потреба дека треба да поднесам таква оставка и доколку не го сторам тоа, дека, знаете, ќе ви се случи, имате ветување од ваков или онаков тип. Заклучно со овој настан кој се случи ноќеска, веќе е трета пријава поднесена до МВР, МВР веќе постапува, станува збор можда за одредени личности, како што веќе посочив, кои можда се внатре, кои можда повеќе не се во Сојузот. Од МВР го потврдија случајот и вела дека истрагата е во тек. Се преземале мерки за пронаоѓање на сторителите. Зошто стигаа заканувачки пораки и зошто со сериозни закани се соочува раководството на Сојузот на стопански комори, барем засега конкретен одговор нема. Инаку сегашниот председател на ССК Трајан Ангеловски доаѓа на местото на сегашната градоначалничка на Скопје Даниела Арсовска.